Драги гледачи, добредојдовте во новата сезона на Storytelling. Како што можете да забележите, новата сезона ја почнуваме во комплетно ново студио. Приказните се раскажуваат, сезоните се вртат, а денешниот гостин би рекол: времето никогаш не умира, а и кругот не е тркалезен. Драги пријатели, добредојдовте уште еден Storytelling после летните одмори. Верувам дека сите добро се одморивме и стекнавме неверојатни летни приказни. Веројатно, деновиве истите приказни ги раскажувате со вашите пријатели, другари, колеги на работа. Раскажувањето на приказни е од есенцијално значење во модерниот бизнис. Можете да имате најдобрата бизнис идеја на светот, ама ако не ја раскажете адекватно, нема да го постигнете успехот. Или веројатно, голема е веројатноста дека успехот ќе изостане. Раскажувањето на приказни е подеднакво важно исто колку и квалитетот на приказната. За да го доближиме тоа до сите вас, денеска успеавме да донесеме гостин кој што е еден од најдобрите светски раскажувачи. Сигурно најдобриот македонски раскажувач на приказни. Драги пријатели, денеска ќе разговараме за филмот. Филмот како уметност, филмот како бизнис. Филмот меѓу уметноста и бизнисот. Така е. Денешниот гостин е писател, сценарист, фотограф, режисер. Со еден збор комплетен уметник. Инспирацијата за денешниот разговор е и одбележувањето на 30 години од наградата Златен лав во Венеција на филмот Пред дождот. Веројатно веќе на сите ви е јасно кој не е гостинот. Дами и господа, чест и задоволство е да го најавам нашиот гостин, уметникот од светски глас, Милчо Манчевски. Добре дојдовте, Милчо. Добро ве најдов, фала на поканата. Благодарам, Милчо, за честа што ни укажавте, што одвоивте време кога сте во Скопје да имате и вакви разговори. Апсолутно, мило ми е. Ајде да тргнеме од почетокот. Милчо е скопјанец, така? Да, роден и израснат во Скопје. После гимназија отидов да студирам филмска академија во Америка и така натаму. Тука на кратко имам запишано израснат во Дебармало, основна школа завршил во Коле Неделковски, средно во Орце Николо. Точно ли ми се тие информации? Да, точно. Коле по Орце, израснав покрај паркот и во паркот. Во Дебармало, кој тогаш не беше задушено од бетонизација. Имаме тука едно интересно осознание, што баш сега ќе го провериме што е уствари тоа, што значи поточно. Значи, што е за тебе пустинска крв? Па не знам од кај сте го ископале, ама алал да ви е. Ја многу сакав да пишувам. Многу сакав и да читам. Страшно многу читав. Мислам дека научив на некои 4 години. И се од и книги, и весници, и најмногу стрипови. Ми текнува дека на првиот час во школо ја чекам учителката да дојде, јас сум со татко ми, други деца, родители седиме, чекаме да дојде учителката и досадно ми е. И земав од Нова Македонија, почнав крстословката да ја решавам. Пустинска крв е наслов на еден роман, нели? Не знам, негде вајде трето, четврто деление. Напишав авантуристички роман по духот на Карл Мај и Тарзан и на стриповите за бедуини. Мислам, малечко беше тоа, не знам, 70 странички или така нешто, ама да, тоа е пустинска крв. Чеки, Милчо, викаш малечко, дете од 10-11 години напишало текст од 70 страни. Тоа е некоја дарба, нешто од каде доаѓа. Едноставно да напишеш било каков текст. Па не знам, мене од секојаш ми било лесно, најлесна работа на свет ми е да пишувам. И понекогаш фантазирам дека сум пишувач, професионален пишувач, кој луѓе го ангажираат, што им треба да им напише. Дали треба љубовно писмо, дали треба список за на пазар, дали треба деловно писмо, резиме да прати, и како Индија што ги има тие улични пишувачи што на неписмените им пишуваат, ја така би се трампал, значи би можел да ви пишувам, за возорот вие, не знам, дома да ми ја поправите прво смукалката или да, не знам, да чекате негде на ред во моје име, значи да си направиме трамп со тоа што јас би уживал
во пишување, на ист начин на кој татко ми уживаше, на пример, у поправање на работи, поправање на чешми, на колата, на тие работи. Од секојаш ми беше голем мерак и ми беше многу лесно. И не знам од каде почна, како почна, веројатно е тоа, нели, ако ти иде нешто и ако добиеш добар фидбек, ако добиеш стимулација од блиските, од родителите, од школа, ако добиеш стимулација, па ти уште поинтересно, уште поубаво и го работиш тоа и се усовршуваш. И штом рано почнеш да се усовршуваш, постои голема шанса дека тоа ќе се развие, дека тоа е таа на Малком Гладуел теорија за 10.000 часа труд, 10.000 часа. Он зборува за Битлси, зборува за Моцарт, има и за спортисти зборува. Смета дека е неопходно да вложиш страшно многу тренинг, и тој тренинг што порано почне да се случува, се разбира, без малтретирање на детето, што порано почне да се случува, тоа поголеми дивиденди враќа, дивиденди плаќа. Така да во мојот случај, не знам, ми беше интересно да читам, може да сакав да бегам у тој свет на фантазии. Ме радуваше кога ќе ме пофалат у школа, кога сум добар ученик, и ме радуваше дека нешто сум создал, дека постои тоа, дека е напишано, па го читав, па луѓе ќе коментира и после тоа, нели, продолжува. После има, не знам, литературна секција, па се случи да добијам награда на политика за пишување. Кој ви дава таа награда? Весникот Политика. Да. А имате награда која што имате добиено лично од рацете на Иво Андрич? Да. Да, Политика беше... Тоа е таа награда? Да, тоа е таа. Политика беше во тоа време онака најпочитувана публикација во Југославија и најстара, ми се чини, од негде 902-3 од Рибникари ја формирале, ми се чини. И на доделувањето на наградите беа Политика организираше 4 врвни во тоа време југословенски писатели да дојдат да не поттикнат. И тоа стварно е поттик, уште го збориме после милион години. А бевте свесни колку сте имале? 10-12 години, претпоставам, 13, 14. Бевте свесни кој ви ја предава наградата? Како не, апсолутно. Апсолутно, мислам, Иво Андрич. И тогаш го читав и не беше тежок за читање, он е многу питок. Се разбира, денес го разбираш на друг начин од што тогаш. Беа Иво Андрич, Бранко Ќопич, кој беше писател за деца, Десанка Максимович, која исто пишуваше и за деца, и Мира Алечковиќ. И беше во клубот на Политика на некој, не знам, некој 16-ти спрат онак. Белград пред тебе, беше убав. Тогаш прв пат се качив во авион. Интересно, така. Сега, пред 50 години, кога си бил млад тинејџер и пројавуваш интерес за филм, за пишување пред се, а понатака и за филм. Од денеша нагол, блиски сме со социјални медиуми, достапни ни се тие видеоформи за комуникација или правење на одредени видеа. Но во тоа време, како беше, од каде таа инспирација да еден млад тинејџер има некаква визија да прави филмови, да има некаква допирна точка за тоа, а понатаму и да влезе во... Од каде воопшто идејата за правење филм? Камера си видел, си имал некоја прилика. Не си од филмско семејство. Види, не сум. Немало филмаџи околу тебе колку сватих. Нити во блиска, нити во поширока фамилија има било какви уметници. Мајка ми беше докторка, татко ми беше инженер, градежен инженер, значи многу прагматични. Интелектуалци, ама не поврзани со уметност. Во тоа време да правиш филмови беше нешто страшно далеку и сложено. Денеска сите сме режисери, сите снимаме. Тогаш и да посакаш, тешко беше изводливо. Ја гледав многу и филмови и телевизија. И тоа е дел од тие 10.000 сати. Кога растев, имавме извонредна телевизиска програма на југословенско ниво. Памтам дека беше некој јубилеј 75 години од филмската уметност, ми се чини. И Тито беше доделил 10 одликувања на 10 светски
великани. Мислам дека беа Орсон Велс, Куросава, Бондарчук, веројатно беше Виторио де Сика, не знам, не ги памтам сите кои беа, и нивните филмови играа на телевизија. Беше Фест, и од Фест доаѓаа филмови, 20 век, Новеченто го гледав на наша телевизија. Мислам, дури и последниот танго дека играше на телевизија. Значи, имаше да се види Рашомон, памтам како го гледав со татко ми на телевизија. Значи, човек можеше да биде изложен на квалитетни, и не само на квалитетни, на секаква програма. Шпагети вестерни во Кино Карпош и во Домот на градежните. Со тоа што немав некој план со тоа да се бавам, него од секогаш сакав да се бавам со пишување. А како начин, затоа што како писател во еден мал јазик, во една култура кај што нема голем пазар, не можеш стварно да живееш од тоа како фриленсер. Идејата беше да бидам новинар. И ја почнав да објавувам на 15 години. Почнав да објавувам во сите македонски публикации, Нова Македонија, Вечер, прво Студентски збор, па Млад борец, па после не знам во Синеаст, на крај во Политикин забавник, што ми беше најголемо достигнување. И тоа планирав и да студирам. Имав понуда професионално да почнам да работам одма после гимназија, што значеше дека не можам да студирам, и тоа го одбив. И во гимназија професорката Олга Пешевска, која ми предаваше логика во тоа време, ме вика на страна, сите страшно многу ја сакавме. И имаше големо влијание на сите нас. Вика, што ќе студираш на 4-та година гимназија? Викам, новинарство. Она вика, сигурен ли си? Викам, да, зашто не? Вика, ќе можеш ли да се справуваш со цензура, со уредници, со менување на наслови, менување на текстови. А ја постојано имав проблеми околу тоа, не се слагав со таа контрола што уредниците ја има врз новинарите, од некоја идеологија или од политика. Па викам, сега нема баш да ми е многу право. А што друго да работам? Она вика, па, јаве, режираш успешно мали театарски представи во гимназија, кои беа многу успешни, беа наградувани. Добро, викам, вика, пробај да режираш театар. Не, вика, еве, пробај филм. Значи, никош пред тоа не бев помислил на тоа. Таа ми ја стави бубата во глава. Викам, ова добро звучи. Ова звучи многу интересно. Така да, идејата беше на мојата сакана професорка Олга Пешевска. После седнав ја развив идејата. Во Скопје немаше режија во тоа време. И требаше да се оди или во Белград или негде надвор. И после беше тоа цела една голема перипетија околу тоа како да дојдам до тоа. Припремајќи се за овој разговор, покрај тоа што ги знам сите ваши филмови, што ги гледав, што сум воодушевен од филмовите, приметив една работа дека животот така некако ве носел како да сте предодредени за успех. Некои работи се случувале кога ќе тргнете по некој пат да ве врати на правиот пат. Може тоа првиот разговор со професорката, нели, која не новинарство, филм. Сега доаѓате до тоа, во Скопје нема режија. Сега барате каде ќе можете да студирате. Па да, и размислував амбициозно. Викам, Орцев во тоа време беше страшно амбициозна гимназија и многу не спремија и многу учевме. Ја мислам дека никош во живот толку многу неам работено. Имаш 6-7 часа колку пеа, па после тоа дома уште неколку сати секој ден. Баш беше онака дрилање како да си во Маринци. Амбициозно викам, ајде ќе со еден другар кој е сега максилофацијален хирург, заедно ќе студираме. Мислевме прво на ФАМУ, поради репутацијата што има во Прага, после се пишманивме затоа што Чешка у тоа време беше многу опресивно место. Мада тој факултет е еден од најценетите во Европа.
Да, мада има два ФАМУ сега, веќе има ФАМУ за чеси и ФАМУ за странци, што не е баш исто, ама во секој случај таму имаат студирано великани на филмот. Се предомисливме, мислевме во Лодж да пробаме. Сега во тоа време за да те примат мораше да имаш државна стипендија во социјалистичките земји. Не можеше да отидеш и да студираш. Океј, викам. Ќе поборам стипендија, бев првенец на генерација, сите петки, нели, сите дипломи, тие работи. Верувате дека ќе ја добиете стипендијата? Па ферке беше. Да. Да, добив, не ја добив. Ја добија деца на некои луѓе, кои беа повторувачи. Да. Ама талентирани Како се повторувачи. чувствува млад човек во тој момент? Па, веројатно се мешани чувства. Разочарување, лутина, тага, ќе ви покажам ја вас. И, уствари, тоа што го знаев тогаш на 17 години, 18 години, тоаш бев попаметен од што денеска. Затоа што работите што ги знаев почисто и на крај сега гледам дека тоа е уствари тоа. Не, мислам, сум го подкрепил со искуство, меѓутоа не дека сум ги променил позициите, значи тогаш убаво сум ги сватил. Не добив стипендија и затоа не ме примија во Лодж. И седнав во Амерички центар одев. Али и тој момент кога не ја добивате стипендијата, кога некоја сила да ве води дека не е тоа правиот пат да отидете во Европа, него треба да отидете преку океанот. Тоа е едно благородно гледање на работите. Едно позитивно гледање на работите. Друг човек би рекол, ете белја, ете изгуби година, ете откажи се, ете запиши си се убаво на економски, или директорот ми викаше да идам на електротехнички. Како вика Пикасо, кој ќе дојде инспирацијата, треба да те затекне во студио. Да работиш. Значи, На вистинското место. истото важи и за ова, нели, ако патот те води наваму, ама ти ако продолжиш да трчаш, и од таму ќе стигнеш. Имав намера да сакав да го направам, верував дека тоа што имам да го кажам е квалитетно време. Ама и во Америка требаат пари за да студирате. Требаат, да. Добив стипендија од универзитетот, кај што ме примија на база на успехот од средно, на база на тие новински текстови што ги објавував, тие кратки филмчиња што ги имав снимено, ми да... Тоа што македонецот не успел да го препозна, американецот го препознал. Па така испаѓа, да. Да, така испаѓа. Ја добив, и тоа беше условна стипендија, значи за првата година, и ако одржам успех таа прва година, после тоа ќе продолжи за понатаму. И ништо, се спакував, отидов. Во тоа време сам живеев, и така немаше кој да ми каже не може. Отидов во ова е многу интересна филмска школа. Е in the middle of nowhere. Во мало градче кој се вика Карбондел во Јужен Илиноис. Ја до толку не ги знаев работите, што на мапа ја барав државата Јужен Илиноис. Пошто има Јужна Каролина, нели, Јужна Дакота. Тоа уствари има еден Илиноис, ама ова е во јужниот дел на Илиноис, мало градче 25.000 луѓе и уште толку 25.000 студенти. Државен универзитет, така не е гламурозен, не е нешто многу престижен, ама имаше одлична филмска школа, која беше фокусирана на пракса, на hands-on experience, на правење филмови и на експериментален филм, што за мене беше откритие. Не знаев за експериментален филм пред тоа многу, да не кажам ич. И онака ми ги отвори хоризонтите и се уште го чувствувам тоа влијание, еви во Пред дождот, влијание на структурализмот, на тие три дела, на циркуларно. Ќе збориме и за тоа. Да. И таму како животот да ве носи да бидете во некој мал град во кој што немате друго што да правите, него се занимавате само со филм. Па да, така беше. Така беше, затоа што да бев, не знам, во Њујорк или некаде, мислам, градот толку многу ќе ти нуди, овде нема што да правиш. И после првата година, кога се здружив со колегите од Филмска академија, само тоа правевме. Мислам, идеме на часови, снимаме, зборуваме за филм, работиме, нели секој имаше некој џоб
после школа, јас работев кинев карти во кино, па ги гледаш филмовите, па на журки секој носи филмови да се гледаат, така да бевме 24/7 уклучени во филм и исто така затоа што беше мало место и беа луѓе во принцип само од Илиноис, многу повеќе штрчиш како странец. Ако си во голем град, тоа е не штрчиш толку и затоа беше и потешко. И да се бавиш со филм беше излез од таа тешкотија. И сега ги завршувате студиите. Сега природно е млад човек може и да посека да остане таму. Па ја не знам што сакам да правам. Не бев сигурен. Во Карбондел не можев да останам, оти таму нема работа за режисери. Или Холивуд, или Њу Йорк, или подоцна кога се вратив, се обидов и во Нешвил, затоа што таму е кантри, центар на кантри and western music и се правеа музички спотови. Ги оставив работите таму, кај еден професор, во гаража, не, прво во подрум, или обратно, во гаража па во подрум, и дојдов, се вратив во Македонија, на кратко, не знам колку, дали 3 месеци, дали 6, колку ќе седам, и испаднаа 3 години. Имав проект кој тргна, се случуваше, доби публицитет, го изработивме, многу верзии на сценарио, многу сториборди, музика и кастинг, се беше завршено, само филмот не беше сниман. И тоа се распадна и се вратив. Зошто не беше снимен филм? Па беше предаден на некои институции во Македонија. Да, беше. Македонија филм го зема проектот. Македонија филм беше дистрибутер, ама беше регистриран и за продукција. И сакаа да го како продуценти да се појават во овој филм. У тоа време Вардар филм беше у голема криза. Излегоа 3 филма кои паралелно, кои лошо помина, па имаше пауза, па имаше некои апсења, па се смени директорот, па дојде принудна управа, не знам, и во тој момент Македонија филм паралелно со тоа вика, еве, имаме многу интересно сценарио за млади луѓе, панкерско, од млад човек, 22 години имав, школован во Америка, одличен текст, одлични рецензии. Рецензенти беа Горан Стефановски, Дарко Марковиќ, Горан Марковиќ, Макавеев го поддржа сценариото, Миче Милошевиќ го поддржа, беше баш Све многу докажани имиња. Да, беше и многу беа онака пофално и се обидуваа да помогнат луѓето. Значи, Македонија филм го предаде на тогашниот СИЗ за култура, тоа беше валјда тогашен еквивалент на Министерство за култура. Ја колку што знам, проектот се уште не е одбиен, ама се уште не е влезен во продукција. Значи, Ама уште од тој момент како да се изедначувате со најпознатите режисерски имиња. Некако тоа сценарио завршува тоа викаа во бункер. Рамо до рамо сте со некои режисерски имиња како Антун Врдољак, како Рајко Грлич, како Живоин Павлович, чии филмови завршуваа во бункер. Со тоа што вашиот филм уште не завршен, го ставиле во бункер. Па нескромно е, посебно на тие години човек да се споредува, ама ја верував у тоа што го правам. Текстот стварно беше добар. И особено во тоа време ќе беше многу интересен, имаше добар кастинг. Професорот мој Мајк Ковел од Карбондел се согласи да дојде да биде директор на фотографија. Музика правевме, тогаш се сретнав со Кирил Џајковски. Они Бастион ќе ја правеа музиката. Да, филмот заврши во бункер. Не знам, претпоставам делумно поради природата на проектот, делумно поради тоа што јас нема врски, кажано на македонски. Повтор пат, Да. Нема врски, не бев од фамилија филмска или политичарска. Ние гледаме дека кланови се уште владеат со македонскиот филм. И тоа онака сериозно си владеат. Немаат никаков проблем. Не ги ремети ништо, не ги ремети ни неуспех нивни или успех
нечи друг, ниту светски критериуми, ниту локални критериуми, мислам, они се изолирани. Како и да е, мислам дека тогашната политика под влијание од некои постари колеги, едноставно го ставија на лед проектот. Имав една-две средби што постари колеги ми кажа работи кои не се за јавно повторување. Булгарно. И едноставно проектот не се случи. Ја после 3 години сватив дека музиката престанала, оркестарот се отишол дома, јас се уште играм. Али пак животот како да ве носи да вика да ти сакаш овде, ама не треба да видиш овде. Да. Затоа што нема да ги добиеш таа ширина што покусно ти треба во животот. Не, апсолутно ја немаше да се дошколувам, немаше да го донаучам занаетот, немаше да се дооформам и по прашање на вкус, и по прашање на професионален пристап и како човек да останев. Мислам, затоа што дури последната инкарнација на тој проект беше да се работи како телевизиски филм, што во тоа време, а веројатно и се уште, беше една инфериорна форма во споредба со игран филм за во кино. И знам дека понатаму како ќе се развиваа работите, сигурно да, ќе живеев поинаков живот, ќе правев поинакви филмови, ќе пишував поинакви работи. Така да ја 10 години подоцна затоа им се заблагодарив на тие што го задавија проектот во колектив. Дојдеме до тие моменти. Значи, тогаш животот ве носи, ве приморува да се вратите во USA, односно тогаш што одлучувате да одите во Њујорк. Па не, бев невработен, нели? Со дипломата, ја неам работа, се вратив, уствари прво во Карбондел се вратив, да си ги соберам плячките кои во меѓувреме му флоселе. Филмовите што ги снимав на академија, си ги пратив по пошта во Њујорк, размислов каде да идам, каде да живеам. LA не ми се допаѓаше. Холивуд некако чисто нема душа, синтетички е, лицемерен е, нема визуелен центар, не е граден за човек, граден е за кола, за возење. Во Њујорк е главен град на светот, мислам е и многу стимулативен и има некоја радост, а не е арогантен. Ќе споредиш со еден Париж, со еден Лондон, е уствари многу по пријателски настроен. Имав неколку колеги од академија кои работеа како некој како трет асистент на монтажа, друг не знам како асистент на монтажа на музика на филм, значи беа на почетоци. И викаат, убаво е тука, супер е тука. Викам, не треба да ме убедувате дека убаво во Њујорк. И уствари се преселив, дојдов пак со куферите. Во град кај што освен нив, де факто не знаев никој. Така, и сега таму споменавте дека почнувате да работите на музички спотови. Како воопшто дојдовте на идеја сега од филм да се пренасочите кон музичките спотови? Во тоа време се појавија спотовите. Пред тоа имаше некоја форма на протоспот. Кенет Енгер во 60-ти, 70-ти работел некои underground филмови, експериментални филмови кои од денешен аспект личат на музички спотови и тоа ми беше многу интересно. Се појави MTV. Ја тука направив еден спот, Hot Day in Mexico за Бастион. Текстот на песната беше за убиството на Троцки во Мексико. 40-41 кога беше? 40 и тој спот убаво испадна, добар спот беше. Играше на хит месеца. Беше прв спот во приватна продукција, приватен аранжман, затоа што од тогашно ТВ Скопје, македонска телевизија, не можевме да го добиеме, ниту ја можев да го добијам, ниту па затоа што беше на англиски спотот ки ни дозволеа. Играше на хит месеца еднаш, после сватија која е темата на спотот и го забранија. Така да имав интерес за спотови, а сега кога дојдов во Њујорк, бев спремен било што да режирам. Бев спремен било што да работам. Треба да се живее од нешто. Да, ќе влезеш у продавница, ќе земеш лепи млеко и продавачката вика, ало, треба да платиш.
Работев како судски преведувач, како молер, еднаш се запослив како разнесувач на балони, истоварав камиони, и после почнав некои мали филмски работи да добивам. Значи, режијата на спотови испаѓа као некоја чоколада во споредба со сите тие работи. Тоа е чоколадо бомбонјера. И уствари цело време барав да добијам некаква шанса да режирам било што, дали ќе биде fashion видео, дали ќе биде music видео, industrial видео, anything. И го праќав портфолиото мое и резимето на, не знам, стотици места. И во суштина, после, не знам, година-две колку помина, сватив дека тоа портфолио што го имам не е доволно добро. Не е доволно добро за да добиеш спот или реклама. А за да добиеш игран филм, најдобро е да имаш сценарио. Паралелно пишав сценарија. Не знам, десетици сценарија напишав, ги праќав. И решив да направам ново портфолио. Да снимам реклами, значи како некој да ме ангажирал, да правам реклама за нив или да снимам спот за нив, со тоа што сам си го плаќав и беше за измислени продукти. Една беше реклама за Бруклин Бридж. Ти го продавам Бруклински мост, ако сакаш да го купиш. Друго беше за некои чизми Black and Leather, за радиостаница WMFM. Nothing but wonderful music. Тук искористив некој најден материјал. И сега така почнав да градам портфолио и сценаријата што ги нудев, имаше едно сценарио за трилер, се викаше Possession, кој неколку продуценти сакаа да го купат, ама за они да си најдат режисер. Не викам, не, јас сакам да го режирам, а не викаат, не може. Кој си ти? Викам, ја завршив режија, не викаат, баш убаво што си завршил режија. Само тебе те чекам. Да. Сценариото е добро, еве ќе го купиме. И сега купите, ама и во тоа време излезе браќа Коен, го снимија првиот филм, пред да го снимат за да најдат пари да го снимаат тој филм. Филм е за жал скапа играчка. И цел живот тоа ме следи, тепачки за финанси, разговор за пари. Тоа не се пари за ќе ги носам дома, него се пари за да можеш уопште да си ја работиш работата и да си ја работиш уметноста. Ја милион пати имам кажано, нели, им завидувам на сликари, ќе се наслика уметноста, ќе се ја направи. Може никој нема да сака да ја купи, ама направена е. А може и ќе сакат после 100 години. А тука мора прво да ја продадеш, па после да ја направиш. Браќа Коен, за да ги најдат парите да го снимат Blood Simple, со малку пари го снимиле само трейлерот. Како да е веќе снимен филмот. И на база на трейлерот успеале да најдат пари за да го после да го направат филмот. Тоа е ваша водилка понатаму да... Да, буквално ја преку пријатели на пријатели најдов една господја од мароканска принцеза, која Казабланка сакаше да влезе да се бави со филм она. Како продуцент, како многу фина особа. И она инвестираше $3,000. Да, цели $3,000 во првите 7 минути на Possession. Сега ја во тоа време, затоа што веќе работев во филмска индустрија, успеав да најдам, да организирам екипа од 40 професионалци кои работеа без пари. Размислувањето е подобро ќе работам без пари, одошто да седам. И на нив им треба портфолио. Треба портфолио, утре ќе направиме контакти, утре кој ќе има вистински проект ќе не викнеш, што и се случи. 3 дена снимање, филмска опрема, филмска лента, студио за 2 од тие 3 дена, градење во студиото, глумци, статисти, лабораторија, монтажа, значи целиот процес го направивме. Мислам, тие пари и во тоа време беа многу малку.
Ама го направивме и сега ги имам тие 7 минути и почнам да им ги праќам на продуцентите како ќе изгледа филмот. И како дел од приказната имаше реклама за парфем Possession. Very stylish. Тоа беше рифување на старите реклами за Obsession на Calvin Klein. И на луѓе им се допадна рекламата. Беше многу интересна, беше многу стилизиран S&M, така мрачна реклама. И они на база на таа реклама почнаа да ми нудат спотови. Значи не се случува филмот, туку се случуваат спотови. И На тие што им го нудите филмот, ви понудуваат да правите музички спотови. Да. И сега тоа еднаш кој ќе тргне, веќе првата понуда беше од Polygram за спот за некој heavy metal бенд кој на крај не се случи. Меѓутоа веќе се почна да се зборува низ Нью Йорк дека еве има некој интересен автор. Па после една фирма ме потпиша да ме застапува. Ме застапуваше една година. Во таа една година 2,5 спота само ми обезбедија и после ме отпуштија. Веќе извини, не можеме да ти најдеме работа. Така да после година дена се најдов пак без работа. Значи, Америка е отворена за успех, ама успехот воопшто не е лесен. Апсолутно. Она е не само што е отворена, него функционира. Функционира на тој принцип, функционира на сите тие кои се надеваат на успех, не само на тие што ќе успеат, него на тие милиони кои се трудат и работат и црнчат, а нема да успеат, ама нивниот труд е вграден во Америка. Ама со целиот тој труд што го ставате таму на пазарот, каде што се препознава само квалитетот, вие доаѓате до тоа да освоите MTV наградата. Да. Значи, тоа откако ме отпушти Picture Vision, ја немав продуцент, ми препорача да се видам со еден продуцент што немаше режисер, Лени Гродин од GPA Productions. Неговиот режисер се пресели во Лос Анџелес и го откачил и двајцата се најдовме како свирци. И се обидуваме да добиеме некој low budget спот. И Chrysalis Records, кои беа дел од EMI, формираат Rap Division и во тој Rap Division они ќе работат првиот спот за бендот, за нов бенд од Атланта, се вика Arrested Development, и имаат песна, првата песна, значи, што ја избрале за сингл, со многу мал буџет, со околу $18,000 беше. У време кога нормални буџети беа $50-60,000. Значи, немаш ни основните работи да ги платиш. И таа песна ја праќаат затоа што беше нов департман, нов човек, не ги знаеше луѓето, го праќа на сите режисери на музички спотови во Нью Йорк. И 80% од нив ги одбија. Со тој буџет нема што да прави. Нема што да правиме, плюс хип-хоп. У тоа време хип-хоп не беше толку ценет. Мене песната многу ми се допадна, страшно добра беше песната. И имав идеја и почнав да разговарам со нив. На бендот исто им се допадна идејата. 1-2 недели ги убедував, 3 да го снимиме во црно-бело, затоа што мислев дека треба да го има тој вкус на Depression era America. И на документарна фотографија на Роберт Франк и Дайан Арбус и на Картие-Бресон. Ги кандисав во моментот кога ги кандисав, отидовме, купивме црно-бел негатив, за да не се предомислат. Тој обично се снимаше на колор негатив, па во постпродукција ја вадиш бојата. Ама пак може да се пишманат, па да мора да ја вратиш бојата. Што е сигурно е. Да, и го купивме и тоа е тоа, сега нема враќање. Снимавме во Атланта 2,5 дена и стварно испадна одлична беше песната и спотот многу се погоди, на многу луѓе име почна онака погоден во срце име. Не е дали успешен или не е, него емотивно како го доживуваат луѓето и тој, како што викаш, ја доби на MTV наградата.
И после следната година имав многу понуди и снимив повеќе спотови во таа една година него сите режисери што работеа за Picture Vision заедно во таа една година. Така да ми требаше 5 години да почнам професионално да се бавам со режија, 6 години за да имам некаков успех. И сега, во тие 6 години размислувате за Македонија, се враќате во Македонија? Не, немам никаков контакт, нема интернет. Ќе пишам на 3 месеци по едно писмо на тетка ми, како си, шо преш, јас сум добар, ти здрава ли си, тук таму на некој другар. Со некои другари бев во контакт, со повеќето не. По телефон уопште не се слушав, така да не ни знаев што се случува. Тука више доаѓа до распад на Југославија и Македонија е самостојна држава? Да. Се случуваат многу работи на Балканот? Да, ја напуштив. И информации стигнуваат до вас во Америка? Да, читам во Нью Йорк Таймс што се случува и фрапантно ми е дека таа земја што ја знам, сега ја читам тука и тоа ја читам, ги препознавам сликите. Гледам, баш памтам, ова веќе беше негде 93-та валјда или. Имаше слика на екзекуција во Босна на некој човек, како еден човек му пука на друг во глава и паѓа во 3 слики и таа ја искористив како инспирација за делот Пред дождот. И во позадината на таа слика гледам онако жолто поштанско сандаче. Се викам, ја ги знам овие поштански сандачи. Во моје мало имаше вакво, знаеш. Ако го читам во Нью Йорк Таймс во Нью Йорк, и то, во исто време ти е и препознатливо и блиско, а самото тоа ти е и хорор. Значи не го читаш за нешто убаво, него за страшни работи. Да, ја отидов од една земја, се врати во друга. После 6 години се враќате во Македонија. Да. Сега, кога се враќате во Македонија, напливот на емоциите, покрај тие информации што ги добивате во Нью Йорк? Па да, емотивно беше враќањето, затоа што, мислам, ја тотално се деасимилирав од Македонија. Баш онака се осеќав малце како изгубен германец. А и работите се беа промениле. Односите беа поинакви, динамиката беше друга, луѓето се промениле, другари имаат деца, се ожениле, умрел некои луѓе. И осеќаш дека нешто се случува во воздухот, нели? Војна почнува. Се распаѓа. Сето тоа покасно вие многу реално го прикажувате на филмското платно. Ја го прикажувам реално од аспект на човечка емоција. Баш Јас тоа. фактите ги немав. Ја не бев тука кога тоа се случуваше. Значи, Пред дождот и ниеден од моите филмови не се фактичко запишување на стварноста. Затоа што прво тоа не е задача на уметникот. Мислам дека е тоа задача на новинар, историчар, антрополог, социолог. Има еден куп луѓе кои тоа го прават. Уметникот регистрира нешто друго, регистрира идеја, регистрира емоција. Меѓутоа, ако таа емоција и таа идеја се верни, тогаш ти се чини дека и фактите се верни. А ти можеш да ги пренесуваш фактите, па пак да лажеш. Не е во тоа работата. Така да јас го пренесов тоа чувство, тоа што го осетив и тоа што јас го филтрирав. За мене чувството беше, веројатно затоа што после долги години се враќам дома, посилно од што за некој што беше тука. Така да тоа ми даде една подлога за... И сега тоа сценарио се пишува во Македонија или во Нью Йорк? Во Нью Йорк. Уствари. Од Македонија пак се враќате во Нью Йорк? Да, ја дојдов еден месец седев и си се вратив во Нью Йорк. Мислам, ја дојдов само да ја видам тетка ми. Сега ќе дојдеме до моментот како уствари се прави филм. Филм? Со многу мака. Ама и лесно. Не, дојдов еден месец бев само. Тука тетка ми се разболе, дојдов да ја видам,
да средам практични работи и си се вратив назад, продолжив да работам. Спотови, реклами, сценарија пишував, ама имав, значи, ми се роди оваа идеја. Инспирацијата дошла на право место. Да. Веќе сте свесни дека ќе се случи некаков филм. Уште не е напишано сценариото, ама го чувствувате више. Не, јас чувствувам дека може да се случи филм. Дали ќе се случи не зависи од мене. Значи ја претходно имав напишано, не знам, 10-15 колку сценарија кои никош не се случи. Значи, ја знам дека ќе се случи сценарио. Дали ќе се случи филм, зависи од финансиите. Значи, сценарио плюс финансии основа за филм. Значи, знам дека има приказна и приказната ми се чини толку некомерцијална да не ја ни нудам. Затоа што нудам сценарија кај продуценти и во Њујорк и во Холивуд, меѓутоа тие се холивудски сценарија. Вакво нешто не гледам дека ќе ги интересира. Во еден момент дури и размислам да ја адаптирам, да се случува на друго место. Не знам. Приказната ја напишав во Њујорк. Така седеше. Веќе е напишена кога се прави еден филм. Бар ја као лајк у филмот. Имаш сценарио, го нудиш на продуцентски куќи да го финансираат. Или евентуално што слушам, продуцентски куќи објавуваат некакви конкурси за сценарија, па кој ќе се јави? Кој пат го помина пред дождот? Зависи, мислам, ако си почетник, и не само ако си почетник, многу често се случува тоа, ти го пишуваш сценариото, па го нудиш. И се тоа е многу работа. Пологично е да напишеш приказна, синопсис, па таа да ја понудиш, па ако им се бедиса, да нарачаат сценарио, па да направиш, да напишеш сценарио. Во холивудскиот систем, обично, значи или го пишуваш он спек, сам си го напишал и после го нудиш, или и тоа е препораката на синдикатот сценаристички, Writers Guild of America, поише од странички ипол ништо да не пишуваш, без да ти се плати, затоа што ќе бидеш експлоатиран. Значи ја нудиш таа страничка ипол, продуцентот вика, ова е интересно, имаш ли сценарио? Викаш, ќе имам, кој ќе го нарачаш? Он го нарачува, ти седнуваш, после 3 месеци, 6 месеци му даваш сценарио. Нешто слично тука се случи, јас го напишав синопсис, како краток расказ на 5 странички, кој отприлике беше тоа што го скоро идентичен на филмот што го имаме тука. Го понудив на 2-3 места, само, го понудив во New Line Cinema, кој го одбија, а после кога беше готов филмот сакаа да го купат. Дури онака многу агресивно го бара, на ZDF во Германија, кој го одбија, и на македонска телевизија, од кој се уште чекам одговор. И ништо, така седеше тој текст. Еден директор на фотографија со кој работе во тоа време, од Полска, живееше во Њујорк, Хуберт Тачановски, му вика, зашто не го предложиш на англичаните? Затоа што и така средната приказна ти е англиска. Значи сега не да се нуди на амерички пазар, него се нуди на европски пазар. Да, уствари точно тоа се случи. Значи ја се вратив во Америка, ама филмот е европски и се случи во Европа и по структурата е европски филм. И по структура и по тема е европски. Тешко дека Холивуд би прифатил таков филм. Па да, тешко дека би прифатил, иако мислам со модификации може би го прифатил. Така е, тешко дека би го прифатил. Тоа е европски филм. Он ми предложи некоја продуцентска куќа и British Screen, филмски фонд, британскиот. Продуцентската куќа се викаше AIM Productions и ја им го пратив. И на едните и на другите, дури имењата погрешно им ги спелував, пошто не ги знаев луѓето. После 2 недели се јавив по телефон да прашам. Во AIM Productions одговори, се јави продуцентката, Сем Тейлор, вика, да, го прочитавме, викам, би се допаѓа. Па не, вика, тоа структура во 3 дела со 3 приказни омнибус не е веќе во мода. Старомодно е.
Да, и ме одби. Океј. Се јави во British Screen, беше веќе доцна. Секретарките си отишле и се јави Сајмон Пери. Директорот, он сам си останал, работи. Му се представувам, викам, аха, да, вика, го прочита, вика, интересно ми се допаѓа. Ќе ти се јавим. Океј. И стварно, после ден-два ми се јави Теса Рос, која беше шеф на девелопмент. Имаш ли сценарио? Викам, не интересира. Викам, ќе имам, која ќе го нарачате. Веќе имате бизнис знаење како да се настапи во таков нешто. Пошто Па сега треба да мораш. се продаде идејата. Мораш, затоа што неколку пати предходно ми се случи да напишам синопсис, да се најде продуцент кој ќе каже, ова е многу интересно, имаш сценарио, ја викам, сега, ќе седнам, ќе идам, нели, 2-3 месеци ќе го напишам, ќе му го пратам, овој го нема умеѓу време. Го снимал. И Макавеев исто ми даде совет, вика, гледај продуцентот да влезе во проектот, за било какви минимални пари. Ама тоа е разликата е, значи дека е вистински заинтересиран, а не ти раскажува само супер добра идеја. И те се вика, добро, ќе се обидеме. Првото место кај што се обидува да најдат финанси за да го нарачаат сценариото, не успеа, го одбија проектот. Од второто место добија 5000 фунти, го нарача сценариото. Викам, човече, ова се случува. Значи, се случува. Сега ќе видиме, нели, имаш многу такви тргни, застани, разочарувања, ама ќе пробаме. У тоа време работев многу спотови, пошто ми тргна и морав да се одвојам. И викам, работам до нова година, не знам, на 1 март требаше да го предадам. Викам, од нова година ме нема. Престанувате со спотови тука, се фокусирате Да, комплетно морам да на го сценарио. напишам сценарио. Значи, и вие верувате више во идејата дека е Опа, близко до реализација? Или само максимално се посветувате затоа што... Да. Без да се посветиш нема да се случи, а дали ќе се случи ќе видиме. Ама без да се посветиш, ако нема сценарио, нема филм, нели? И сега ги рискирам овие и рекламите, и спотовите, и мислам тоа беше Се откажувате од редовните приходи? од приходи, од професионален живот, и добар дел од тие беа креативни, они беа стварно креативен аутлет, не беа само комерцијален аутлет. Колку време ви требаше за да напишете сценарij? Па 2-3 недели. Ја многу брзо пишувам. Многу брзо пишувам и треба, значи идејата која ќе ја напишам, ако имам идеја, 4-5 странички. Каде конкретно е напишано сценаријот? Сценаријото е напишано во Конетикат и на Јамајка. Во Конетикат бев кај една пријателка за Божики таа година и неколку дена бевме, не знам, долг викенд и цело време пишував. И после тоа да побегнам од њујоршко зима, викам, ќе се частам. Малку сум заработил, отидов на Јамајка и таму седев не на колку, 1-2 недели, да го довршам и таму го допишав. Како го пишувате сценариото? На машина, куцачка, стара, компјутер, рачно? Тоа беше мојот прв лаптоп. Првиот лаптоп што го имав. Компак, мислам дека беше. И на него го пишував. Значи, ќе напишам синопсис и после тоа чекам да созре. И го раскажувам на луѓе, од фидбекот што ќе го добијам, го доградувам и сам го развивам. Значи, тоа е сторителинг. Тоа е, уствари, орален сторителинг. Значи, оно е напишано, ама го раскажувам на луѓе, добивам фидбек, како во времето на Хомер или на гусларите. И тоа, кога го слушаш, се доградува и гледаш дека овде е досадно, треба да го дообјасниш, или гледаш дека овде има интерес, тука ќе тераме понатаму. И во овој случај требаше околу една година да созре, година и пол. И кога ќе созре, тоа ќе седнам и брзо го пишувам. Сите сценарија 8 прашина, еднаш кога ќе седнам брзо ги пишувам. Значи, доаѓаме до моментот кога се пишува сценариото. Да. Го пишувате по нарачка на продуцентската куќа? Да. Мислам, идејата не е по нарачка, идејата е оригинална. Меѓутоа, за да видам дека ќе постои некаков конкретен интерес за
приказната да се преточи во филм, барам тие да учествуваат како наречатели. Да. И одите на Хавај, кај рековте? Во Во британска... Јамај, Да, на Јамајка. На Јамајка го пишувате сценариото на првиот лаптоп. Да, во Конетикат и на Јамајка го пишувам околу 2 недели, 2 до 3 недели ми треба да го напишам целото, испакувано и готово да иде. Така, сега тие 3 приказни, дали уште претходно така ги замислувавте или кроз текот на пишувањето тогаш ви се вроди таа инспирација? Од секогаш Од имав идеја да бидат 3 едноставни приказни, кои личат на 3 кратки филма и кои изгледаат deceptively simple, лажно едноставни. Значи едноставна една приказна, втора, трета, одвоени, меѓутоа како го гледаш филмот, тие полека се спојуваат и прават една комплексна целина. Тоа беше од секогаш беше идејата, и таа идеја ја преточив уште во првиот синопсис, тие првите 5 странички. И претварање на синопсисот во сценарио беше само проширување, немаше некои структурални промени големи. Сега од тие 3 приказни има уствари 2 љубовни приказни, од која едната е македонска, а едната е лондонска. Да. Така. И сега и тука може да ги видиме тие комплексни ситуации во кои што дали со намера е пишувано комплексноста на љубовта во македонската приказна да се представи таа предрасуда и тие национални определби како биле доживувани тогаш. Се разбира, да. А од друга страна па во лондонската гледаме еден триаголник. Дали со намера е сето тоа пишувано да се представат тие две така? Намерата е значи јас поаѓам од луѓе и од драма. Не поаѓам од теми и од пораки. Драмата е тоа што во двете македонски приказни имаме конфликт по национална основа, ама и не само тоа. Значи, дури не се разбираат. Замира не зборува македонски, Кирил воопшто не зборува, а не зборува ни албански. Во англиската приказна имаме љубовен триаголник, потоа уште повеќе се комплицира со бременоста на Ен. Така да мене ме интересираше драмата и ме интересира луѓето. И сега дел од таа драма е и се и овие теми за кои човек може да каже дека имаат општествено значење. И тоа не ми е иницијалната намера. И сега кога се правеше таа филмска екипа, бирањето на глумци можда и една од поважните работи. Како тој Александар Кирков да биде, нели, Раде Шербеџија, во едно интервју Раде Шербеџија кажува дека таа улога уствари е пишувана за него. Која е вистината во текот на пишувањето на целото сценарио? Не, Раде толку се соживеал со улогата, што така ја доживеал. Никогаш не ги пишувам со предзнаење околу тоа за тоа кој ќе биде глумецот. Него се концентрирам на ликот, на текстот, на случувањето. И еднаш кој ќе ги напишеш, завршува тој дел од работата и почнуваш да се бавиш со практичниот, значи со продукција, со финансирање, кастинг, визуализација и така натаму. И во кастингот седнуваш и се викаш, окей, овој лик, кои глумци доаѓаат предвид. И обично работам со кастинг директор кој ги снима повеќе глумци за една улога и бираме, па правиме втор круг, трет круг, значи еден долг процес трае со месеци, во зависност од филмот десетици и десетици глумци доаѓаат предвид. И на тој начин точно, прилично прецизно можеш на лента да видиш кој е најсоодветен, затоа што прво барам да глумат текст од некој класик во првиот круг,
Ако тоа умеат да го направат, значи ако покажат глумечки занет, потоа гледаме колку се соодветни за ликовите и тогаш веќе им давам сцени од сценариото. Па во третиот круг, не знам, и јас учествувам, во четвртиот круг тие што се партнери во сцените ги спојувам да видам како се слагаат и така натаму. Например, за улогата на Кирил, Грегоа Колан стварно беше најдобар за таа улога, а втор, значи прва резерва ни беше тоаш еден млад глумец кој само што беше завршил Драмска академија во Англија, Джуд Ло. И да, тоа е дел од процесот. Го препознавте кај него одма талентот? Кај Джуд Ло? Да. Да, он, мислам, очигледно добро го одработи тоа, ама малку ладно беше. Малку беше пресметано, беше одглумено. За разлика од Грегоа, кај кој има една топлина, он точно на еден потопол начин влегуваше во ликот и тоа се виде на крај. И сега низ целиот филм си играте и со структурата, и со почетокот и крајот. Си играте со ликовите. Едноставно, целиот филм е као баш тоа. Кругот не е тркалезен, гледачот нити препознава дека почнува филмот, нити препознава дека завршува филмот. Па ја мислам во големата слика дека за да има уметност мора да има игра. Игра како деца кога се играат. Значи со радост и со слобода. И сега тоа не значи дека треба да си фриволен, дека треба да си несериозен. Тоа само значи дека треба да си слободен и треба да пробуваш работи, да се обидуваш, баш како деца кога се играат, да не бидеш роб на некоја идеја или на некој формат. А еднаш кога ќе тргне таа игра, во исто време мораш да бидеш и многу дисциплиниран и вреден за да го изработиш до крај, за воопшто да се заврши делото, за да се завршат 2 верзии, 10 верзии од делото, за да можеш да го оценуваш и да кажеш оваа сцена не чини, мораме да исфрлиме. Значи, комбинација на игра и на многу дисциплина и многу работа. И во случајов, тоа со немањето почеток и крај, со ликовите, со рефрените, сето тоа е дел од таа игра, од таа радост. Си играте и со тој 2D и 3D приказ, едноставно, дури и сцените се измешани географски. Имате на почеткот дека што од различни географски подрачја ги мешате во една сцена. Тоа е некоја филмско знаење што се учи на академија или е од вас излезено? Па и едно и друго. Мислам дека не можеш да научиш радоста и способноста да раскажуваш, не можеш да ја научиш, ама ако не најдеш начин да ја канализираш, особено во една техничка уметност, како што е тоа филмот, може да испадне дека тоа нема да биде доволно јасно раскажано, дека нема да биде прецизно кажано. Мислам дека и едното и другото, значи треба да имаш таа дарба, ама корисно е и да имаш и тие 10.000 сати тренинг на ама како ги наоѓаш локациите? Тоа се патува, свесно се бараат локациите или едноставно ги знаеш па ги склопуваш? Не, си утепаш од барање. Седнеш па бараш, има екипа што бара, па после ти бараш со екипата, па нешто ќе најдат, ќе кажеш супер прекрасно, друго не сме нашли, ајде сега заедно ќе бараме до последен ден, до последна минутка ќе бараш, ќе инсистираш за некои работи, со искуство ќе почнеш да учиш каде треба да се направи компромис, а каде не смееш да направиш компромис. Затоа што филмот е под постојан притисок за компромиси од луѓе кои
често пати не работат во интерес на филмот, на тој конкретен филм. Затоа што има друга агенда, не затоа што се злонамерни. Значи, притисок од продуцентот тоа да биде побрзо или поевтино. Притисок од дистрибутерот тоа да биде покомерцијално. Мислам, убаво е филм да биде комерцијален, ама тоа не е најважно. Притисок од политичари, да се каже нивната приказна, нивната идеологија, да раскажеш филм што нив ги интересира, не тој што го интересира уметникот. Значи, постојано има притисок и особено затоа што е ова една таква кабаста, јавна работа со многу личности, со многу пари, многу техника. Имаше ли доволно буџет за тој филм? Доволно буџет? Да. Има ли некој пат режисерот доволно буџет за својот филм? Има. Има и паметен режисер со време ќе свати дека уопште не е што со буџетот. Дека сега има случаи кога немаш доволно. Има случаи кога тоа што работиш со голем буџет ти е само оптоварување. И дело тоа е доаѓа со искуство, дел е со скромноста на режисерот, на авторот, да знаеш што стварно ти треба. Има некои работи кои стварно ти требаат, а има некои работи кои ги правиш само за да се направиш важен. И сега додека го снимате пред Дождо ТВ конкретно, свесни сте што сте снимиле во текот на денот, во текот на деновите? За жал немав прилика да го гледам материјалот. Материјалот мора да се види. Тоа секогаш се гледа, обично следниот ден навечер. Или во нашиот случај ние го праќавме во Лондон, па требаше да се врати, значи ќе го гледаш, да кажеме, за неколку дена или идната недела. И сега, овој конкретен филм, продукцијски беше хаос. Беше лошо припремен, беше лошо буџетиран од неискусни продуценти од Лондон. И поради тоа... Кој ги бира продуцентите? Режисерот или продуцентската куќа? Е добро прашање. Пошто и продуцентски филмот е доста комплексен. Тоа е британско, француско, македонска копродукција. Да, комплексен филм е. Симбиоза е. Режисерот го наоѓа продуцентот, продуцентот го наоѓа режисерот. Продуцентот мора да има контакт со финансии. Не се негови пари, ама мора, ако го нема контактот со финансии, ќе отпадне. Значи, е една равенка со повеќе непознати. Во случајов ќе ви кажам точно како функционираше. AIM Productions го одбија филмот. British Screen го прифати. Јас го однесов рачно сценариото во Лондон. Добар ден. Еве го сценариото. Они викаат... Го имавте и тој бизнис момент каде што, еве, ви го носам на раце. Да. Не го праќам по пошта. У тоа време бев попаметен. Денеска, кој знае дали би седнал да го однесам. Добре, тоа е и карактеристика на младиот човек, да се бори малку повеќе. Да. Однесов го предав, се они тоа ги стави под притисок одма да го прочитаат, следниот ден Стив Клири и Саймон Пери викаат ова е одлично сценарио, ние ќе влеземе во него, ние сами не можеме да го финансираме, целиот, мораме да имаме партнери и мораме да имаме продуценти. Ние не сме продуценти, ние сме финансиери, ние сме фонд. Дали ти имаш финансиери, продуценти во Англија? Ја викам, јас сум втор пат во Англија. Нити знам продуценти, знам кај е Пикадили, знам кај е Трафалгар Сквер, Бритиш Музеум. Добро, вика, ако немаш, викам, знам една продуцентка, англичанка, што живее во Њујорк, она нема искуство со филмови до сега, ќе ја предложам. Они вика, добро, ќе ја прифатиме, ама ние не ја знаеме. Тоаш ние ќе ти предложиме продуценти. Океј, викам, важи. Некои со кои они работат и тоа е фер. Некој што ќе ги контролира нивните пари, парите што они ги вложуваат во еден македонски филм во крајна линија, мислам, British Screen троши пари на македонски филм со македонски автор што живее во Њујорк. Значи, има многу малку контакт со Лондон. Вика, тоа се едни млади продуценти од AIM Productions. Фирмата, продуцентската куќа која веќе го одби проектот. Не му кажав на Сајмон дека они
веќе го одбиле проектот. И утреден имаме состанок со нив и сите се правиме на тошо како они да го прифатиле проектот иницијално, како да не го одбиле никош. Така да од секојаш имаше еден, кај нив ми се чини еден отпор, затоа што они не го разбраа сценариото, не го сакаа многу филмот и не се трудеа премногу. Отприлике така функционира. Во Македонија продуцент беше Стефче Ацевски, кој го донесе Македонското Министерство за култура како учесник, потоа Министерството се повлече. Што значи тоа? Ги повлече средствата? Да, целокупното учество на Македонија. Значи Македонија влезе во проектот, потоа влезе и Франција. И беше многу интересно затоа што ниту Британија, ниту Франција немаа дипломатски односи со Македонија во тоа време. А се одлучуваат да работат? А прават званична копродукција. Вие дипломата сте били во тоа време? Па така испадна. Значи ние имаме писмо од British Screen адресирано до Гюнер Исмаил, министер за култура Република Македонија, 93 година, пред воопшто да има дипломатски односи. Тоа е нешто што веројатно можело да се користи во дипломатија во тоа време, мислам дека не беше користено. Како и да е, значи ние тргнавме со тие припреми, самата физичка продукција беше прилично хаотична, се доцнеше со план на снимање, се доцнеше со буџет, трите земји требаше да се искоординираат. Како тоа влијае на вас психолошки? Лошо. Лошо, меѓутоа, само ме мотивираше. Онака баш ми даваше повеќе инат и повеќе волја да го завршам. И доколку го немав тоа искуство од 7-6 години работа во Њујорк, немаше да бидам спремен да водам војна со британските продуценти и немаше да знам што треба да се заврши. Што значи да се води војна со продуцентите? Значи да се каже, дечки, треба локации да се бараат. Они викаат има време. Ја викам нема време. Ако сакаме да почнеме, не знам, на 1 септември, сега сме мај, треба да почнат локациите да се бараат за да се добијат до 10 јуни. Они викаат има време. Ја викам нема време, гледајте ги датумите. Например, или викам ајде дајте да интервјуираме помошници по режија. Они викаат има време. Ја викам окей, ама да ги видиме датумите. Праќаат луѓе, па викам овие луѓе никош не работеле надвор од Англија, како ќе работат во Македонија. И така секој ден. Дојде до тоа да на крај за време на снимањето, например, има еден момент кога, затоа што поради се ова се задоцни со почеток на снимање. И сега притисокот беше и јас некако да го компензирам. А има притисок со крајниот рок за завршување на филмот? Да, и со буџетот. Очекуваат рок. И со буџетот, и секој ден кошта страшно многу. Илјадници фунти. И они викаат, нели, ајде да побрзаме, викам, окей, да побрзаме, ама зашто камерата задоцни една недела за прв ден на снимање? И како го убрзуваат они тоа снимање? Со огромен притисок врз режисерот да најде начин. Добро, викам, окей, ја брзам, со тоа што, например, еден ден го гледам планот на снимање за следнава недела и ми фалат сцени. Они ги исфрлиле? Они ги исфрлиле. За да скратат времето? Да. Без да ве прашаат? Да. И викам, вие мислите дека овој филм може да се сними без тие сцени? Вика, па да, може. Па викам, вие да си го снимите. И што се случува во тој момент? Дадов отказ. Значи филмот во еден момент застанува? Да. Значи можело да тука да застане све? Да, филмот во еден момент застана, јас се спакував од Мариово, си се вратив у хотел Липа, викам, вие да си го завршите филмот. И колку денови трае тоа? Едно попладне. И како се разрешува конфликтот? Ги вратија сцените во планот. Попуштија? Да, попуштија. Али млад режисер кој што е на првиот свој филм, каде ја пронаоѓате таа, треба и храброст да речете, види, ја го застанувам филмот. Што цела кариера испред вас. Да, ама кариерата ќе биде оштетена ако биде оштетен филмот.
ја верувам дека тоа што го правам, затоа што тој филм не сум го добил ради татко ми, не сум го добил ради политика, сум го добил на база на тоа што го кажувам, што го работам, што го знам. Значи, ако тоа што го работам и што го знам вредело до тука, значи дека вреди. Значи дека морам да останам зад него, да го бранам. И, уствари, пола од мојата работа на тој филм беше да се одбрани напишаното. Затоа што имаше еден куп притисоци, еден куп тенденции, дали од немарност, дали за да се заштедат пари, дали од whatever reason, да се оштети филмот. Мислам, имаше еден куп луѓе кои вложија и срце и душа во филмот. Ама имаше и луѓе на кои им беше седно. Например, лайн продуцентот Пол Сарони, он викаше, мене ми е апсолутно седно како ќе изгледа овој филм, само да се заврши на време. Може да личи на телевизиски филм. Еден од многуите што ги направил. Да. Плюс, па сега таму некоја Молдавија, некоја Месопотамија снимаш, баш ни е гајле, мислам сега 3 приказки, whatever, бла бла, ајде да го завршиме. И имаше луѓе кои немаа доверба во филмот, се додека не успеа филмот, после веќе многу веруваа во него.